На спартатлон имав сон од некои си 20 на минути. Да речам, на едно место се задржав, имав сон од 20 на минути кога веќе нели уморот ме стаса. Но на Tour de Giants во 129 часа вкупно некаде околу 6-6,5 часа, вкупно сон зборувам, значи каде што сум спиела, да речеме, по половина час, по 45 минути и имало повеќе места каде што сум имала кратка дремка од по 5 до 10 минути. Веднаш штом слушнав за трката, ми беше голем предизвик и на некој начин голем сон еден ден да се обидам да имам можност да ја трчам пред трката. Толкава дистанца и во толкав временски период неминовно е постојано да се менуваат, да се менува и расположението и чувството кое што го имаме и силата, моќта, енергијата која што ја имаме, тамо главата може да те натера да продолжиш во тие моменти кога телото те боли, кога буквално се ти откажува, се мачите, да речам, со одредени мачнини, болки, така да само умот може да ве натера да продолжите. Пределот е премногу убав и буквално низ целата трка трчаме низ такви убавини што во ниту еден момент, без разлика што трчав 129 часа, не почувствував мака што сум таму и што трчам и во ниту еден момент не посакав да заврши трката побрзо. Една година пред да се пријавам на самата трка, буквално мислев дека воопшто не е во мој домен таа трка. Мислев дека никогаш нема ни да си дадам за право, нели да се пријавам и да учествувам на трката, камоли да ја завршам. Меѓутоа, ете, по 2 пати завршениот спартатлон си зададов како предизвик да се обидам и таа трка да ја завршам. Тренажниот процес повеќе години веќе ми е речиси истиот. Јас сум во редовен работен однос, имам семејство и мали дечиња, што поради што тренинзите морам да ги правам или во раните утрински часови или многу доцна навечер, да кажам. Така да постојано сум буквално во трка со времето. На секоја ултрамаратонска трка, сите, да речам, кризни моменти кои што сум ги имала, на некој начин ги паметам и ми ја одликуваат конкретната трка по тие моменти. Значи, сите чувства мене барем ми се јавуваат пред самата трка и најмногу нели за време на трката. Буквално наплив на секакви емоции. Меѓутоа, во моментот кога ќе стигнам и кога ќе поминам низ целта, буквално веќе нема ништо останато во мене. Тука веќе како на некој начин како да сум во некаков зен. Веќе се е испрошено од мене, не чувствувам ништо. Нас како ултрамаратонци
не ни се верифицираат, да речам, одредени резултати кои што ги успеваме да ги постигнеме на официјални трки. Едноставно не сме верифицирани. Значи јас националниот рекорд кој што го имам на 24 часа, јас си го имам запишан си националниот рекорд. Меѓутоа, на пример, ако сакаме да учествуваме на некакво првенство, тоа е малку поголем проблем, значи треба повеќе труд да се вложи. Мене ме нема никаде во интернационална ултрамаратонска федерација запишана како ултрамаратонка.